Без најава, решение, ниту пак рок за иселување, дојдоа и почнаа со рушење на нашите дуќани. Обвинуваат корисниците на времените објекти кај старата железничка станица, кои овде работат 20 на години. Не им бил покажан налог, па морало дури и да повикаат полиција за да ги заштити, бидејќи како што велат, во оваа држава се чини секој може да руши што сака и када сака. Ние само информации имаме, немаме никаков документ дека некој ќе не руши. И до ден денеска не знаеме дека ќе се руши, односно видовме само багери, луѓе за рушење за работа, не знаеме ни кои се луѓето, им пишува на елечињата дека се од општина Центар, меѓутоа не информиран. Дуќаните градени под пероните на некогашната железничка станица ги финансирале сами, но со последната трансформација на земјиштето, тоа останало на градот, велат дуќанџиите. За новиот урбанистички план чуле од медиумите, а пред една година почнале и притисоците за нивно иселување, се до вчера, кога пристигнале багерите. Сега се чудат, што понатаму? Велат ке тужат, но прво треба да најдат кој е одговорен за проблемот. Ке тужиме, лично јас се тужам, мислам и сите комши ќе дадеме тужба, така да постапката да си тече. Дуќаните се изградени со наши пари по цена некоја од 960 марки од квадратен метар. За пари кои што можел да се купи собствен дуќан, а не да бидеме кираџи. Во изјава заеден од Центар велат, доставиле решение за уривање на собствениците на локалите, кои пак имаат должност да ги известат за купците. Потврдуваат како собственик на локалите се јавува градот. Од Скопје пак уверуваат, нивните служби биле ажурни, па ако имало решение кај нив тие веднаш ке реагирале. И додека градот и Центар си ја префрлаат топката, рушењето продолжува. Прв на отпадот за старо железо оди вагонот, кој со децении беше препознатлив символ на Скопје.